Драги гледачи, ова утро сум во тату студио заедно со Марко Тасовски, кој има 27 години, а веќе скоро 7 години активно работи во оваа професија која што обожува. Тоа е тетовирањето. Од него слушам што е, Марко, тренд, има ли нешто што е тренд кога се тетоваш, тоа прашање, што најмногу се тетовира, што најмалку, твојата стручност е реализам. Добро утро до тебе. Добро утро, фала ви на поканата. Така. Реализам, дали тетовираш реализам она во што ти најмногу живееш и си препознатлив или тетовираш и она што би сакале твоите муштери кои што доаѓаат да тетовираш? Па види, тетовираме се, сепак ние сакаме да го услужиме клиенти, тетовираме се, кога инсистира некој клиент нешто да направам, ќе направам, ама ако инсистира. Ако не, нешто што не е стручно како мали тетоважи, на пример, у студио, праќам на други. Препорачувам колеги. Иначе секојдневно тетовирам реализам, бидејќи тоа ми е најпредизвик и највише се пронаоѓам у тоа и најинтересно ми е. Си правиме да ни е секојдневно интересно работата. Не дека тие тетоважи мали или поедноставни не ми се интересни, ама едноставно не ми се предизвик, више сум направил премногу и сакам на некој поише што би се радувал да ја направи. Да, секој тату артист си има специфичност во што ужива во својата работа или како што велите вие, го препраќам кај друг врвен тату артист кој што ги прави тие тетоважи. Што е реализам? Да им објасниме на гледачите за од уметнички аспект. Па реализам е се што е најблиску до фотографија и до реалност. Значи јас кога тетовирам реалистична тетоважа, ние правиме дизајн од фотографија, значи склопуваме дали се тоа рачно направени од клиентот или најдени на интернет фотографија, ама пак се што е најблиску до фотографијата. Тоа е реалистично, значи хиперреализам. И според мене тоа е најтешко у тетовирањето, особено реализам во боја. Да. Дали портретите се реализам? Нормално. Да. Значи тука може да влезе портрет на куќа, портрет на личност нормално. Се што е портрет. Так. Не можеме да не та прашаме еден од тие портрети кои што ги имаш насликано и Андре од ДНК на муштерија. Како го наслика? По трагедијата зборуваме се случувало. Па така го истетовирав, тоа е на негов најверојатно близок пријател, така ми кажа он. Клиентот си имаше тој човек кај мене закажано термин месец ден напред тоа, ама најверојатно у последен момент си ја смени идејата, значи сосема друго требаше. И ден пред тоа ми пишува, ми звони дека сака Андре да го истетовира, најверојатно засегнато ситуацијата, емотивно му влијало, едноставно сакаше да си го стави за секојаш да стои на неговата рака. Како влијаше врз тебе? Дали ти беше емотиван додека го тетовираш? Па нормално секој портрет го сеќам така, особено кога е портрет на починат, што не мени прв пат, сигурно за жал ни последен пат. Да. По-чудно е, поразлично, особено таа, зашто друго е, да речеме, го спомна колегата твој Коби Брайант, кога пример го тетовирам Коби Брайант на некој муштерија, тоа е друго. Тој муштерија не го знаел лично Коби Брайант, ама вака кога муштеријата бил у тесна поврзаност или близок или роднина, е многу потешко, зашто им се гледа на нив емоцијата и таа емоција се пренесува кај нас, бидејќи не е 15 минути, 6, 7, 8 сати сум јас со тој клиент, со муштерија. И тоа се пренесува и се осеќа така да треба сконцентрираност, посебно у тие портрети, посветеност и едноставно се исклучиш да се фокусираш само на делото. Ајде верувам дека првото прашање кое ќе дојде некоја се тетовира, каде најмногу боли? На кој дел од телото најмногу боли, да не се става таму тетоважа, или обратно ќе го преформулираме, каде најмалку боли? Ајде вака, прво да не ги плашам тие што сакаат, што немаат тетоважи со овој одговор, и си имам еден едноставен одговор, зашто ова е често прашање дури секојдневно од клиентите. Зашто што ќе правиш по 8 сати на ден? Нормално дека ќе праша, дури ние за фрканција, друг ми го одговара од колегиве прашањето, ај да видам дали знаеш да го одговориш, да вие поновиваш што се. Или на плей да му го пуштам одговорот. Вака, малата тетоважа не боли никаде според мене, а големата тетоважа, што е над 4-5 сати, боли секаде, тоа е нормално. Значи, да те бришам со хартија само на едно место 5 сати, ќе те боли, а не па да те бодам со железо. Значи, да не ги плашиме луѓето, ама големите тетоважи, ја тие што ги правам, цели раце, цели нозе, цел грб, тоа боли сериозно. Значи, сега баш се смеја, имав нешто одговорено, набројував каде боли највише пред скоро и ми се смеја пријателија, брат, ми вика, ти се наброја. Као, се боли. Па да, ама реално... Не, боли малку е непријатно, не е тоа болење, таква страшна болка.
Мала татуажа, да, ама голема е страшна болка, ама тоа е дел од процесот, едноставно дури уживаме у таа болка, колку и да е мазохистички. И плюс сам ја бираш таа болка, не мораш да се тетовираш и затоа ти е таа болка на друг начин ја перцепираш. Така да се издржува се става анестезија, да ти набројам неколку места, сакаш што се поболни? Да, сакам. Ајде, лакт, колено, врат, ребра. Дланка внатрешно се најболна дефинитивно според мене, глава, череп. Сега кога спомна дланката, нели на дланка, да, внатрешно, меѓутоа нели ги миеме рацете, може ли брзо да се излити тоа? Не е тоа ради миењето. Да, тоа е малце недоразбирање што сите мислат дека ради миењето бледеат таму тетоважите, се миеме секаде, се бањаме. Или околу прстот нели ставаат. Таму обледува за една недела. Значи многу често ни доаѓаат за такви тетоважи и цел време овој одговор го кажувам на сите, прво не препорачувам таму ако е нешто тенко едноставно, на дланка се става нешто што е болт, дебело, по не толку детално за да си заздрави како што треба, бидејќи ако е детално, сите што ги гледаме на интернет фотографии од малецки татуажи на дланка на прсти, тие се дента кога се направени фотографирани. Никој не ги објавува после 2 недели, а камо ли после година дена. Тоа е бидејќи човечкото тело си е направено валја така перфектно, што различна е кожата на дланката за разлика од кожата на друго место. Да се сецнеш овдека и да се сецнеш на дланка, побрзо ќе ти заздрави на дланка. Тоа значи дека побрзо се регенерира кожата, бидејќи нели дланките уште од праисторија сме поподлежни на исакотини. Да. И само поради тоа изфрла побрзо бојата и побрзо се регенерира кожата, нема врска со миењето. Марко, ти благодарам за одвоеното време. Интересна тема, кој сака може да дојде да се стави украс на телото, нели тетоважите велиме дека се украс, дали со значење, дали без значење. Убави совети им даде како треба да дојдат кога би се тетовирале. Ќе ги поздравиме и тоа е тоа. За крај уште нешто, некој совет, апел да кажеш. Па ништо, тоа да не плашам со тоа што кажав дека боли не боли, се е психа, буквално се е психа, се издржува, размислетува што сакате да татуирате пред да ставите, значи тоа беше делот за препарација пред тоа. Да се истражи артистот. Значи некогаш ако е лоша татуажата, тоа е и кривица на клиентот бејќи не истражувува каде иде. И тоа, сакајте се. Почитувајте уметност и тоа. И поддржувајте ги македонските тату артисти. Благодарам уште еднаш. Ви благодараме на вас.